Добре дојдовте во За или против, јас сум Лјупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде новинарот и аналитичар Христо Ивановски. Добре дојдовте. Добар ден, Лјупчо, добар ден на нашите верни гледачи. Христо, во моментов додека зборуваме, председателката Силјановска во Софија на маргините на самитот, на процесот за Југоисточна Европа се сретнува со бугарската председателка Јотова. Таа е заменик ВД председател како му доаѓа откако Радев си замина и стана премиер, но еве прва ваква средба на високо ниво по новата влада формирање во Бугарија. Очекувањата според многумина се нула, се множат со нула или нула, но сепак што очекуваш ти од оваа средба? Добро, ова е важна средба од причини што станува збор за самит на една регионална иницијатива. Тоа е соработка во Југоисточна Европа, една стара иницијатива 30 години, која е, би рекол, автентична затоа што произлезе од државите од регионот. Бугарија е председавач на самитот. Јас се сеќавам пред десетици години Скопје беше домаќин на еден ваков самит и тоа беше грандиозно направено. Нас ни требаше тогаш и промоција и тогаш успеавме тоа успешно да го направиме. Се пробивавме кон меѓународната заедница кон Европа. Меѓутоа, пазете, партнерство за соработка во Југоисточна Европа е многу важна работа. Има корени во Балканска федерација. И затоа тука се очекуваат многу под поставување сопки, некои задкулисни игри и така натаму. Затоа што очигледно дека некому во Европа не одговара јак Балкан и јака соработка на Балканот. Но секако дека има и што викаме лоши момци во оваа група, па секогаш од време на време некој ќе се истрчаше. Сега за нас во моментов е сериозен проблем Бугарија за нашите европски интеграции, затоа што Бугарија постави едно страшно вето за Македонија, не само во Европска унија, туку го прошири и на регионалните иницијативи. Ќе потсетам дека тоа вето се виде неодамна на состанокот на иницијативата на трите мориња, каде што ние сакаме да станеме не полноправна членка, туку земја со асоцијативно или придружно членство. Бугарија рече не. И тоа нас дополнително не мобилизира и нашата дипломатија да се бориме против овој, ќе речеме, оваа позиција на Софија која се проширува. Не е само Европската унија. Значи, они се решени секаде да не блокираат. Дали Јотова и Гордана Силјановска нешто ќе направат, јас не верувам, затоа што ова сепак не е билатерална средба, туку е со подготвени дневни редови, точки и така натаму, но е можност да си кажат директно нешто, не само преку медиуми, како што е Нели Деноеве, кај сме, што сме и што мислиме да правиме. Ја слушнавме пораката на министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, дека очекуваме соработка, но не по цена на нашите национални интереси, државни, национални и така натаму. Значи нема повеќе враќање назад. Значи очекувам да се, ако дојде до средба на маргините, не знам како е протоколот, тоа ни се сретна само на почеток, уште не беше кога дојдов во студио почната, веројатно ќе дојде и ќе си кажат пораките. Скопје е на овие позиции, Софија е на овие позиции, па што понатака ќе видиме, може да дискутираме на таа тема. Силјановска пред тоа имаше обраќање, таму истата порака во превод ја прати како и министерот Муцунски околу тоа што е ставено на маса, односно дека нема враќање назад на старите патишта, дека не по цена на она што некој го правеше претходно. Дури го цитираше Георги Господинов дека кога вратите на еднината се затворат, минатото останува единствената татковина и таа предупреди на дебалканизација преку европеизација. А кој е Георги Господинов? Така. Кој е Георги Господинов? Така, писател. Тоа е познат, тоа е човек кој не гледа во рамки на своите етноцентристички граници. Така, не бадија да го користи него. Тоа се тие големи умови кои се
Секојаш тие такви умови секојаш во својата средина или во својата малограѓанска средина сега он ќе ни соли памет. Но тоа е патот по кој треба да се оди. Не можеме да останеме заробеници на 18 век. Нас сега Софија не враќа 18 век. Членка на Европската Унија се однесува по-балкански од балканските држави во превод. Па добро, они мислат дека сега е моментот да зграпчиме, ако може нешто да зграпчиме, меѓутоа очигледно дека тоа не оди така. Сега оваа работа е драстично сменета затоа што некој во држава кој дојде на власт свати дека работите може да се сменат. Од причини што многу е важно да имаме предвид дека во тие 27 членки на Европската Унија има многу различни земји по историско наследство, по идеолошки концепт, имаме финци, имаме ирци, микс на многу различни култури и цивилизации, кои нив не има јасен проблемов меѓу Македонија и Бугарија или меѓу Бугарија и Македонија. Нив требаше тоа да им се објасни. Што е за нив битно, дали е Гоце Делчев имал пасош бугарски, отомански, или македонски или руски. Тоа за нив тоа не е важно прашање. Че Европа не почива на такви прашања. Европа почива на фундаментални прашања, на фундаментални темели, а тие се копенхагенските. Ако се врати тука овој воз во кој ние не смееме, нели, како што каже една гостинка во Алфа телевизија овде, мислам дека беше најческа, да се фрлиме под возот, секако дека не смееме тоа да го направиме сега ради некое си идно членство во Европската Унија за кој не знаеме дали ќе биде, да се фрлиме буквално под воз, нели, тоа е самоубиство. Но еве, како и да е, Европската Унија не пропушта денеска паралелно некако синхронизирано и Рокас од каде беше денеска во посета. Повторно тоа, уставните измени се единствената, нели, единствениот услов и тоа мора да се исполни. Претходно ти пишуваше за него, за Кошта, кога зборуваше ти, односно пишуваше за експерименталните глувчиња на Европа, кои што за жал или не, ама сме каде што сме, нели? Да. Така што... Добро, тоа сега, значи, психолошки да не го чувствуваме тој товар дека ние сме виновни. Да. Значи, ние сме виновни сега ова што ни се случува, тоа е погрешно и така не се добива, значи, така не се оди напред. Треба да се гледаме себе си, онакви какви што сме. И такви се нудиме на тој европски пазар. Ние сме Македонија, македонци, сакаме тоа и тоа. Има и успеси. Сега веќе почнува да се менува таа плоча. До сега се вртеше една плоча, меѓутоа сега веќе поинаку се гледа тоа. Роха се дојден во еден мандат, во една Европска комисија, во една Макронова рамка, која гледаме дека можела да се смени. Да, он си има сега еден план за реформи, тоа е строго, тоа е бирократска работа, нели, он тоа следи, прави ова е исполнето, ова е штиклира, ова е исполнето, ова да се доцни. Добро, на крај, ама уставните реформи, ќе видиме. Ќе видиме. Ние сега во овој момент, во оваа тешка геополитичка криза, особено во Европа, велиме вака сакаме. Значи, до овде стигнавме, удривме во зид и веќе нема одење понатак. Па да видиме сега чии аргументи на чија страна ќе преовладаат. Фактот е дека, мислам, сакала тоа да признае опозицијата или не, а не сака да признае дека во однос на тие реформски процеси сме најдобри. И да не се лажеме, уште од 2005 година па навака во многу наврати ние за Хрватска бевме пример едно време. Самите хрвати тоа го кажуваат, мислам и Пленковиќ го кажа тука кога беше на гости, нели, но во однос на другиве исто така, постојано ние хармонизацијата кога ја спомнат, па го следеше ти процес и јас го работев тоа, значи ние бевме многу понапред од многу држави во однос на други работи ние достига и цело време не фаќаат за тие, нели, владењето на правото и се, а тоа знаеме зашто така функционира за жал, но во однос на другите работи и таа реформска агенда, па не парите што ги даваа, што ги добиваме сега, претходно беше невидливо. Еве сега имаме добар репер. 2 наврата. Еднаш добивме први, вториот пат добивме најмногу и тоа не најмногу, туку многу повеќе од останатите. Ако тоа не е репер за реформската така наречена агенда, што е друго тогаш? Сега реформите кај нас испадна еден процес долготраен,
затоа што ние премногу време изгубивме на таа трансформација уште од 90-тите години, па тешко се прилагодуваме. И затоа што една од причините е што главните политички актери не најдоа заедничка основа, што е за нас битно. Значи не ги одредивме државните работи. Кај ќе ни беше крајот да бевме унитарни, да. Да. Сега не можеме ние да се премногу етнички прашања се поставија, да не речем и колективни прашања, наместо да решаваме индивидуални прашања и прашања на државност. Многу време се изгуби. И сега доаѓаме у 21 век, време на дигитализација, не збориме за 18 век. Невозможно е да се најде тука она што викаат НЗС, најма заеднички содржател. Анахронизам е тоа. Но ете, некојаш во животот некој ќе те влече надоле, или ти некого ќе влечеш надоле, па тоа се вика период на криза, ќе треба да се најде заедничко решение. Дека ние сме биле некоја шампиони во реформи, така се зборело, сме шампиони во реформи, меѓутоа Европа никогаш немала јасен став во однос на проширувањето. Тој што го следел овој процес знае. Значи, тој процес практично е стаен на еден пиедестал во Солун, на самитот на ЕУ, таму во Солун, 2003 година, кога се рече Солунска агенда на отворени врати за нови членки. Од 2003 година на прсти да избориш колку се е влезен. Да. Од нашиот регион, само Хрватска. Со тоа што Европа влезе геостратегиски уште тогаш. Значи, регионот го подели на Југоисточна Европа. Франција ги удри границите на Европската Унија и каже дека Европа е до Турција. Ето е страшна работа. Турција веќе 40 години има царинска унија и не знам што со Европската унија. Ако една Турција е шокирана, што останува за наш маливе економија и мали држави, кои само што излегоа од бившите сојузи. Чешка, Словачка, бивши советски републики и бивша Југославија, као, ние мислевме дека сме многу близко. Меѓутоа, од Југоисточна Европа, они го поделија регионот се уште еднаш на Западен Балкан. Мајстори се за тие географските одредници. Чекај малку, ние географија учевме или не учевме, кој е се тој Западен Балкан, па ни викаат Хрватска од Словенија надоле. Словенија тргна, значи бивша Југославија плюс Албанија минус Словенија. Претходно не постоеше тој термин никаде. Па, дали е тоа супститут на Европска унија? Дали ќе биде тоа замена за Хрватска успеа да се извлече и она само една како една членка влезе. 2000, не знам, 8 која беше. Не е битно. Или покасно. Покасно 2012, 2014 да не беше. Не се сеќам. Добро. Како иде? Во моментов нема да се сетам. Од тогаш ништо. Многу години се поминати. Сега, во Западниот Балкан, кој е во чекалница, станува голема гужва. Гужва на кандидати, потенцијални кандидати, кои се веќе на мал простор собрани во таа чекалница на Европска унија и веќе Европска унија гледа дека има проблем. Има нервоза. Значи, од Босна, Србија, Црна Гора, Албанија, ние, па сега е Косово, како ние нема ни статус, па Молдавија, Украина, сега ќе видиме па и Арменија тропа. Вика, сменивме тамо, тоа све што е проруско, ќе го трнеме, влагаме во Европска унија. Многу кандидати, многу различни кандидати. Не се сите на исто ниво. Ние, например, она што сега треба да го поминеме Молдавија, не сме го поминале пред 10 години, да речеме, и повеќе. Не па Арменија, не па Украина да не зборуваме, нели? Немаат почнато тоа. Така што, ако нешто зависело од нас, ние ако сме правеле грешки, ќе речеме да сме правеле, меѓутоа во голема мера тоа било стратегија на Европска унија. Немале јасна стратегија, ги менувале правилата и се стигнавме до нешто што се вика ветократија. Сега Бугарија се соочува со ветократија. Нивната монета од 2 евра не може да помине во моментов. Сега ќе треба да се растрчат. Ама ја мислам дека можеби Словачка тоа го стават тоа вето. Не мора да се знае кој го става, ама ставено е.
Дај малку вие таму размислете. За гледачите околу да таа работа. ја ставија кирилицата, си ја пресвоја, ја нарекува бугарска азбука и ставија во 2 евра монета со бугарска азбука, нели, со азбуки приказката, и некој им стави вето, се сомневаат на Словачка, но има и дека и можеби Хрватска, можеби Словенија, дури и Австрија ја ставаат во игра, некој и Чешка. Па добро, може би како и да е. излобирала Да. некоја земја во име на, нели, моето барање, вие ставете вето и тоа ќе биде, нели, елегантно. Да. Чешка и Словачка еднаш исто така не спасија во наводници нас, кога, нели, бугарите до Европскиот парламент има една депеша таму нешто што пуштија, па им го блокира, кој што требаше да стане дел, нели, од тој процес и сето тоа. Така што, сепак, мислиш ли дека Европа полека, барем сега со новава дипломатија наша, бидејќи порано тоа не ни беше дипломатија, туку правеа се што ќе им се кажеше, полека сваќа дека си има проблем со една држава која што реално нема врскава со копенхагенски критериуми, тоа што постојано ни го набиваат на нос е едно, ова е сосема друга, уникатна ендемска ситуација. До сега немале вакво. Имале со Хрватска и Словенија за територијалните води, за ова зона, ама кај нас имаме историски проблем. Со некој со кој што не можеш да се разбереш. Па, јас не верувам дека они до тоа ниво би отишле да го гледаат овој проблем, затоа што нив им е битна сега да затворат геостратегиската рамка. Големата игра е Украина и Русија, нормално. Ние сме периферни. Ова што сега излегува е од немајкаде, значи мора они да го решат овој проблем. Оти останува и Србија со нерешено косовско прашање и Македонија со не знам какво нерешено прашање. Нашите устави се скенирани, впрочем целото законодавство се приближува до европското законодавство. Сега одеднаш него да ви вади проблем. Значи зајак ти вади од шешир. Сега ти вика, чекај, немаше ништо во шеширов, од кај се овој го вади зајакот? Има трикови, не? Има... самиот Радев кажувал дека една година лобирал директно кај Макрон за да протне оваа рамка. Добро, французите пресметале дека може да се оди со тоа, меѓутоа еве сега некои работи се менуваат. Јас мислам дека овој нон-пейпер е доказ дека се води интензивна тајна дипломатија. И тоа не само со нас, од наша страна, значи туку и повеќе, подлабоко се оди тоа, тајната дипломатија да најде решение за овие проблеми на Западниот Балкан, односно проширувањето да не биде во застој. Плюс по секоја цена они сакаат Украина да влезе. Се барат начини, затоа што Украина во 2014 година беше точно на раскрсница. Имаше договор на маса со Русија, и тоа доста јак договор, значи економски да добива бенефиции, гасот одеше низ Русија, низ Украина, од Украина за Европа, 300 работи. Еве секако Ерменија, например, што губи повластици руски за гасот. Сега го плаќа 150 евра, не знам таму, кубни метри, тони ми се чини, а у Европа да го купише 400-500 евра. Голема разлика. И они, ќе одиме Европа. Одете. Тоа еднаш го направи Украина. Одете, ќе си ја платите цената. Сега Украина ја плаќа скапо цената. Меѓутоа тоа е 2014, сега сме 2026, тоа се 12 години. Европа мора да го... не мора, но Европа, сака да го исполни тоа и од причини што треба да удри нешто, некаква брана кон Русија. Гледаме дека е тоа, живееме у тој период кога двете страни се конфронтираат. Така што, кога има тајна дипломатија, не се знаат многу работи, така што и овој нон-пейпер. Премиерот на средба со новинари и уредници пред 2-3 дена не одеше во детали. Тој не е готов документ, меѓутоа секогаш кога е така, е добро затоа што многу детали не протекуваат во јавност и може да се работи прецизно,
понекогаш и хируршки прецизно, и да се дојде до еден јак резултат, кој ќе биде после тоа земи или остави. Значи се работи сега, интензивно, кабинетот на Мицковски ќе има свој представник со кого ќе соработува директно со представник на кабинетот на Мерц, и истото ќе биде на линија со Макрон. Значи, двата гиганта во Европската Унија, или моторот во секоја смисла, француско-германскиот е тука впрегнат и реално е да се очекуваат резултати. Какви? Не знам. Гледајќи една емисија на БНТ по нашиве кабелски, значи Бугарската национална телевизија, Канал 4, таму еден гостин кажа дека македонската страна, значи држава, лобира во европските центри политички и има резултати. Тоа лобирање има резултати. Ние тоа не го гледаме и добро е тоа да не оди во јавност, затоа што тајната дипломатија, реков, е моќно оружје, дава резултати. Впрочем, и многу нон-пепери предходно така се донесувани. Така. Значи сепак си оптимист, бидејќи многумина ова го видоа како еден вид само не на нови ветришта, туку на ново тапкање, односно тапшање на народски би рекле по рамо. Љупчо, искрено, нема тука дали си оптимист или не си оптимист. Не можеш да знаеш што ќе се случи, затоа што сега не живееме во период на политичка стабилност или економски просперитети. Не само ние како Македонија, зборувам како европски континент. Некои партии растат, некои партии нагло паѓаат. Сега вчера читав анкета во Германија, АФД е моментално партија број 1, има 29% поддршка на национално ниво. Не само во една покрајна, на национално ниво. И е 8% пред ЦДУ. ЦДУ е 21%. Тоа е голема... Огромна. Значи АФД уште расте. Така. Дали АФД ќе добие поддршката на следните избори ваква каква што и ќе може да формира влада, е тоа неизвестно. Меѓутоа, позицијата на Мерц не е воопшто комотна. И од причини што има лоши економски перформанси во моментов, криза е во главните индустријски сектори во Германија, но криза е и внатре во ЦДУ, затоа што има незадоволници, секогаш е тоа така во партиите. Еден лидер кој ќе почне да му се тресат нозете, веќе новиот лидер доаѓа на сцена, тој сака да дојде да седне на столчето. Има таква работа. Меѓутоа и внатре во коалицијата со СПД и со Зелените постојат игри и секој сака се да искористи да наметне своји интереси. Слична е ситуацијата и со Макрон, него му завршува до година мандатот, ќе дојде нов лидер, што ќе донесе тој не знаеме, така што... Но и таму опозицијата ора. Исто така како што? Таму ораат сите. Значи, тоа е Франција. Сега Франција исто поминува низ еден идентитетски процес. Тоа е новото време. Го гледаме, тоа се измеша многу работи во Европа, не Европа, ние што знаеме од пред 40-50 години. Британија гледа што се случува исто така со мигрантите, со падот на партијата на Стармер, со лабористите одат надоле, ако веќе и него допреле. Они се далеку под партијата реформа на Британија на Најджел Фараш. Он е веќе со една нога во Даунинг 10. Фараш е таму. Што ќе значи тоа за Европа, затоа што они не се сепак Европска унија, они се Европа. Така, сепак. Можеме да нагаѓаме. Дел од тројката, нели? Но они се сегде, британците. И сега гледавме за Украина, значи. Зеленски отиде кај Старме, па дојдоа Мерци и Макрон. Тоа се, нели, трите може да бидат и тројцата јавачи на апокалипсата, ако сакаат, може да бидат и тројцата мускетари. Така што не би одел со таа теза позитивно-негативно, нешто се случува и се слуша македонскиот глас. За нас е тоа битно. Промена во однос на претходната политика е како црно и бело, да не се лажеме. Она што беше 7 години, беше катастрофа, оној резил што го трпевме, она изживување што го доживувавме, беше
Па, они си добија казна Да. и за многу резили што се направија и за многу лоши економски перформанси, за тоа што не ставија ниту една цигла на македонската куќа да ја надградат, ниту еден проект не почна, не знам, патишта или така натаму. Гледа, сен можеш ти да бидеш за или против, може да бидеш неутрален, но очигледно е дека сега оваа влада прави инфраструктурни проекти, влегува во инвестициски бум, се труди да најде пари. Сега јавноста е бомбардирана со различни информации. Имаме многу медиуми кои 300 работи ќе прочитате на медиумите. Ја би рекол, држете се до официјалните податоци, најдобро е тоа. Работите се движат во друга насока. Меѓутоа, тешко е. Мора да бидем искрени сега. Ако имаше консензус во собранието 2021 во јуни месец, значи сега е тоа годишница, на 22 мислам беше, и тогаш се донесе таа резолуција во собрание со консензус за позициите во однос на преговорите со ЕУ, па тие другата година тоа се Црвените линии, да. на втората меѓувладина конференција Бујар Османи таму потпишува и нели тој вториот протокол прави нешто упат, не само во договорот за пријателство и соработка, прави упат во нашиот уставен систем, во поредокот. Не може да биде потпис на министер неовластен, посилен од собраниска резолуција. Тоа не е ни декларација, тоа е официјален документ. Тоа е архивиран и стои таму. Позициите на Македонија тогаш и тогаш биле тие и тие. И ние да се државме до тие позиции, сега ќе имавме поинаква ситуација. Дали ќе имавме поинаква, можеби многу поинаква ситуација, доколку бевме унисони во однос на нека не бидат сите македонските партии. Она што го прави СДС во моментот, она што го прават со вчера баш зборувавме со Латас, неколку пати се спомна бугари во устав од страна на бугарските челници по промената на власт. 3-4 пати. Па СДС тоа го кажува по 30 пати дневно. Значи, приказката на поделеноста, кај ни беше крајот повторно работава, ако бевме едногласни во она што го представуваме како македонци, како Македонија, овака имаме постојано некој што сипа песок во сојузничката осовина и гледано од страна на бугарите да ги користат како џокер во покер, нели? Асот во ракавот го вадат, па еве вија партијата таа и таа, која што е меѓу другото втората најголема во Македонија, која што вика нема проблем со тоа. Кај ни беше крајот да не беа вакви какви што се и уште поинтересно можеби Христо толку години си на сцена. Зошто го прават тоа? Си ја сечат гранката на која што седат. Секој анкети покажува дека се пониско и пониско, токму поради тоа, затоа што и нивните партици не се сложуваат со таа работа, но го прават, запнале, да покажуваат можеби, да, тука сме, еве, чекаме, ставете, нека направиме се, па и тогаш беа во таа позиција, ама не можеа да постигнат двотретинско и еве, во меѓувреме исто паѓаат, така што. Која им е поентата? Добро, они ако се убедени дека Македонија или дивната Северна Македонија ќе влезе во Европска унија со тоа што ќе го смени уставот и ќе ги стави бугарите во уставот, а еден куп други работи треба да се сменат во уставот, и тоа ќе се отвори Пандорината кутија. Јас би рекол, што ама овие гарантираат, одлично, дај ние ќе подпишеме, ќе го донесеме уставот и ќе влеземе во Европска унија. Меѓутоа, нашиот влез во Европска унија е сосем неизвесен. Так. Неизвесен и на Србија, и на Албанија, може би Црна Гора ќе ја протнат некако. Иако Црна Гора најверојатно ја поврзуваат со исходот од референдумот на Исланд, кој ќе биде на 29 август. Меѓутоа, Исланд ќе оди на референдум. Сега, и они ќе треба да решат дали да почнат преговори. Значи, за тоа е референдумот. Која ќе, ако биде позитивен исходот, може да биде со некое тесно мнозинство позитивен, тогаш ќе почнат, ќе ги отворат поглавјата, брзо ќе ги затворат, спремен е Исланд. Има неколку прашања за кои они ќе се тепаат, као рибарство или не знам, ресурсите и тоа. Тоа е за нив важно, тоа име, нели? Од тоа живеат. Они ќе го изгубат скрос идентитетот во Европска унија, да ќе бидат бришани, ама тоа е тоа сега, сакаш во Европска унија, ајде влези. Меѓутоа, потоа, кој ќе ги затворат преговорите, треба да решат дали сме за Европска унија, сега да станеме членка. Тогаш не се знае.
Од има таму јак камп кој е против. Така што вагај го, гледај го, многу е неизвестно. Еве, ние се бараме и гаранции, не знам, и тоа па дали има смисла да бараш гаранции од некој кој не дава гаранции. Да. И самите велат дека Знаеш, тоа исто, дајте ми гаранции, он ти вика, супер, тоа ти е, нели, потрошувачко општество. 5 години ти давам гаранција, ама на што ти давам гаранција? 5 години. На кола нова, нели? Мачка во вреќа ти е тоа. Ако ти се погоди колата, добра, ако не ти се погоди, ќе се одепаш по сервиси. Акумулаторот има 2 години гаранција и на 2 години и 1 ден прави такш. Нешто. Да. Така што, знаеш, сега, мене не ми е онака пријатно да влегувам во оценка на ставовите на лидерот на СДСМ Венко Филипче, кога и во самата партија се, како да кажем, растурени. Рогови во вреќе. Тотално се растурени, немаат физиономија на партија. Жално е да се каже тоа, затоа што нели они историски носеле одреден товар и голем товар во ова наша нова современа македонска држава, да дојдат нова дереđe, да застапуваат интереси на бугарската, би рекол, етношовинистичка политика. Со полно право. Етношовинистичка, затоа што не ни признаваат ниту нација, ниту јазик, ниту историја, ниту ништо. И они, еве, сега мислам дека популарноста им се движи негде околу 7%, левица е 6% и тие тука се негде. Веќе и знам, они се тука негде сите. Да. На тоа дојде СДСМ под Заев па сега Венко Филипче. Они не успеа како партија да видат какво зло на оваа држава и нација им нанесе политиката на Зоран Заев. Венко Филипче ја продолжува таа политика. Ако некој во таа партија сето тоа го пресече и ја врати партијата на своите основи, се извини за тоа на својата идеологија, на својата идеологија на која почива, а не на флоскули, ние сме за социјална правда, па не ја видовме. Вие сте, ама не ја видовме. Во тој случај може да се смета на нов СДСМ, кој би можел да направи приближување со десниот центар предводен од ВМРО ДПМН. Тоа е во интерес на државата да ја извлечеме. Оти ќе треба такво нешто да се случи. Ако не биде СДСМ, ќе треба да биде друга левичарска партија. Дали знам ќе војакне, дали левица ќе војакне, меѓутоа нас ни требаат, нели, партии од тој лев блок кои поинаку размислуваат, кои имаат поинакви решенија за социјални прашања. Меѓутоа, мора да го затвориме ова прашање. И за национални, не особено за национални, мислам, не треба консензус, нели? Имаме уште теми за отворање. Се враќаме во вториот дел со нас е Христо Ивановски, се враќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е новинарот и аналитичар Христо Ивановски. Зборувавме за Македонија, за она што не се случува со евроинтеграциите, со договорите. Но една работа која што постојано се заборава, Македонија потпиша многу договори, потпиша и со Бугарија и со Грција. Со Бугарија тоа има историјата уште од времето на Љупчо Георгиевски, па 2017-та за 2 месеца доаѓање на власт потпишаа нешто што беше неверојатно да се потпише, зашто нема логика таков договор за 2 месеца од владење, кога не знаете каде ви е главата, не па да потпишете, сите се шегуваат, бланко ставиле едно паравче. Потоа следуваше она со Грција и Македонија цело време се пенави околу тоа, еве губиме и во евроинтеграциите и секаде, но приказката е многу едноставна. Македонија исполни многу работи, особено со Грција, исполнува и со Бугарија. Што исполнија тие, Христо? Тоа е интересно прашање и мислам дека тука е нашава позиција сега да ја видиме добро. Ти на времето, знаеш, сме ја гледале Македонија обкружена со волците. Се сеќаш на таа графика. Да. Македонија во средина, волците овде, волците. Од сите страни, Ѓорѓи Сардисан, добро. Сега стратегиите се менуваат. Мислам дека неодамна телефонски разговаравме и баш ти објаснував за тие банана стратегии. Да. Но пред да кажеме за банана стратегија,
Интересно е генезата на ова се што ни се случува со Бугарија. Желјо Желев не признава како држава, но вика, вие немате македонска нација и немате македонски јазик. Значи, како држава признаваме. Никој не признава нација, ама ајде. Потоа доаѓа таа спогодба во која се појави тој јазичен, фамозен јазичен спор и дипломативе и наши и нивни најдо една формула да мек се подпишува согласно јазиците, односно согласно уставите како е одредено во уставите на двете земји. Страшна работа, значи. Ете што се смислило, ама ете мораш нешто да смислуваш у таа дипломатија. Подпишавме договор за соработка. Тоа е владата на Заев и добрососедство, нели, добрососедство и соработка, што значи дека тој договор, тој е еден од тие темелни договори меѓу две држави. Треба да отвори, таму е предвидено, треба да отвори патишта на комуникација, соработка економска, подпишување од меморандуми до договори. Ништо немаме од тогаш. Празен е тој листот, ја не знам што е подпишано. Па дури оние многобројни бугарски туристи кои доаѓаа во Македонија ги нема. Еве во последниве 5-6 години што викаме ние, бе, ќор бугари не е влезен, она народски кажено. Так. Зошто не доаѓаат бугарските туристи? Дали има стратегија? Има такви верувања дека е тоа стратешки потек, да не остават пари или не знам што. Па нема ни македонски многу туристи во Бугарија. Тоа значи дека климата не е добра. Па тогаш, која е целта на тој договор што го подпишавме? Ние одиме по инерција на Халкидики, Малкидики, да пиеме кафе, мафе и да јадеме суфлаки. Ништо повеќе од тоа нема. Што се случи толку грандиозно со тој преспански договор? Влеговме во НАТО, ќе влезевме во НАТО. Но, да не навлегуваме, значи, поентата ми беше, тие договори не продуцираа соработка. Так. Особено не економска. Па дури се толку на една страна, еднострани, значи нема таму реципроцитет, право на реципроцитет за Македонија. Па ние не можеме фирма да отвориме во Грција. Нормално. Кој ќе отвори? Чат пат што викаме ние имаме фирми отворени во Грција, одека плева. Сега отвараше голем центар некој трговски во граничниот појас таму кај Гевгелија. Интересно. Значи сето тоа се работи кои ги имаме на радарот и мораме да реагираме. Ако ние не можеме да поттикнеме од овде соработка, тогаш што вика чуму ни е тој договор со Бугарија за добрососедство. Тоа е празно парче хартија. Так. И подобро е да бидеме реално без таков договор и да знаеме на што сме отколку да имаме проформа и некој да го користи само како инструмент за удирање по глава. Но сепак еве овие нови ветришта, да ги наречеме, во Европската унија имаше многу планови, дури имаше понуди директни и до Украина да биде асоцијативна членка, да не биде вистинска, но нели само да као биде од страна. Истото се споменуваше и за нас, потоа се споменуваа други планови да бидеме членки, но не полноправни со без право на вето, без еврокомесари, без па дури членови во Европарламентот. Дел од државите како Албанија веднаш се истопорија и прифатија дури и такво нешто пред да се случи воопшто како конкретен, нели, предлог. Како гледаш на овие предлози, така наречени непристојни? Информациите што ги има Вучич и Еди Рама, ги има и Мицковски и Гордана Силјановска, сигурно. Нели, они излегува со една заедничка колумна во Frankfurter Allgemeine Zeitung, по-конзервативен германски весник, ФАЦ, и рекоа, прифаќаме, зошто да не прифатиме? Сепак тоа е ваш клуб, не? Ние сакаме да бидеме во тој клуб, ама он ти вика, во ред, меѓутоа, кој ќе дојде период за решавање, вие ќе излезете од салата. Ќе излеземе. Нас ни е битен европскиот пазар. Значи да го имаме тој европски пазар и да играме по тие правила на европскиот пазар. Сега тоа значи дека и ние ќе треба да се отвориме, и тоа е прашање исто и за македонската економија, колку сме ние способни да абсорбираме од европскиот пазар во Македонија. Оти гледаме дека пазарот ни тоне.
Не произведуваме, увезно сме ориентирани и така. Но таа слика ќе треба да се променува, да се менува. Асоцијативно членство се сеќавам кога председателката уште лани му каже на Кошта, покажете инвентивност, не? Тоа е, тука има и искреност, но има и сарказам, не? Интелигентните луѓе може да се користат со сарказам, а Кошта е интелигентен и тоа го разбра. Нормално. Ја напише во една колумна, сепак доаѓа од една култура Кошта, не, Португалија, каде што нели живел, творел и расторил по светот со својата литература Жозе Самараго. Имаат почва и можат тоа да го разберат, меѓутоа ете, он сега мора да представува Европската комисија и да каже, ама добро, тоа бугарите се тоа го бараат. Камениот сплав, така беше. Камениот сплав. Да. Кој ете се одвоил Иберискиот полуостров и почнал да плови по Атлантикот да не се знае каде. Тоа е Западниот Балкан. Кај ќе плови? Ми се он ти вика, ве ловат кинезите, па зашто да не ловат? Не? Да. Ова е, не знам, погоден терен за ловење. Како сакаш кажи го, иако овде е германскиот комплекс доминантен. Тоа се гледа, значи тоа е германска култура, германски интереси и нема тоа баш така да оди, меѓутоа не знам зашто не се проактивни. Доста дадовме, Лјупчо, да бидеме искрени. Премногу дадовме. Ја дадовме земјава, сега што треба да направиме? Што ќе ни остане? Да. Што очекуваше во наредниот период за крај, имајќи предвид, нели, нон-пепери, нови идеи, асоцијативни членки, па без право, со право? Очекуваш ли нешто да се случи конкретно, бидејќи сепак нешто се случува после подолг период, да не се лажеме на штама, дали тоа е поради Украина или не, иако има нели голема врска, но нешто се случува таму. Па многу работи се случуваат, да. Многу работи не знаеме, ние не сме во центарот, ние сме на периферија од она што се случува во главниве центри. Еве, сега веќе Брисел не е главен центар формално во однос на проширувањето, и тоа го преземаат Париз и Берлин. Ние таму ќе се насочиме, се нашата енергија ќе биде таму ќе се градат овие инвенции околу проширувањето, не знам до кај ќе одат тие инвенции, но нешто мора да се даде. Нешто мора Македонија да добие. Да не може ништо да не добие. Значи тоа е тоа. Инаку што правиме? Так. Што правиме криза? Без потреба Европа ќе прави криза. Па сега Белфаст гори затоа што еден таму имигрант прободел некого, ќе се тепаат во Европа. Ама тоа е втор случај, претходно Саутхемптон исто Сик уби британец. И тоа беше страшна приказка на белиот Флойд, да. Не е само на островото, тоа имаш такви случаи во Италија, имаш такви случаи во Холандија, тоа доста имаше во Холандија, во Белгија, во Германија. Има многу нејасна ситуација се како ќе помине овој планов со мигрантите. Нема ни една земја што се е согласила да прима, да биде земја на прифат за тие мигранти. Празен е таму листот. Земја за прифат, празно. Кога треба да го решат тој проблем? Никој не знае цифра, која цифра ќе биде. 30.000, 300.000, 500.000? Тоа е голема бројка. Имаш од друга страна имаш страшни активности на исламскиот фундаментализам во Европа преку муслиманското братство, кое ние те го преспиваме, но ни се случи овде во Скопје, пред еврејската синагога. Случајот официјално е решен, најдени се сторителите на тоа дело, кои само сакале да направат нешто, да се видат дека се тука, не сакале да убиваат никој, а можеле веројатно и да убиваат, но и тоа е дел од оваа Европа и нас не зафаќа. Тука сме ние. Албанија врие од такви структури. Кели, она дури беше земја на ирански борци кои се неприфатени во Иран, па дојдоа се сместија таму, учествуваа во војни по Сирија и така натаму. Тоа не се луѓе кои иделе по библиотеки. Тоа е. Сега мислам дека ние имаме перспектива, имаме шанси со ова инвестирање во важните инфраструктурни проекти и само со вложување во инфраструктура можеме да го фатиме како така овој воз на промени што ќе доаѓа.
сега, ако се случи војна, тогаш тоа е најлошото сценарио. Ние нема да знаеме што да правиме. Тоа Европа ќе биде страшна. Војна во Европа е страшна работа. И не знам како тука ќе се најде решение. Ти гледаме дека се оди во насока да се конфронтираат со русите, па дури писмото на Зеленски беше, мислам, не соодветно за еден лидер испратено до друг лидер. Не? Вие тамо готови сте, немате ни војска, утепани сте, вашата економија утепана. А тоа го збори некој кај што? А треба да се збори за не за мир, за примирие. Значи, они се зборуваат за примирие. Примирие и мир не е иста работа. Или може би ние не сме добро информирани, ја така го читам тоа. Така што не знам, на домашен терен еве гледаш дека имаме и ние наша интифада овде, имаме проблеми кои постојано не некој влече за нога, никако не можеш панталоните да ги облечеш, таман ќе ставиш една ногавица, овој нели непослушното дете ти ја со облака не можеш на работа да те. Не се прави така политика. Ако ние сега не се мобилизираме, ќе биде тешко за сите, не за една политичка опција. За сите. Гледаш што ни се случува во судско-обвинителскиот систем. Имаме диверзанти. Да не знам дали они го разбираат словото на законот, стварно како судат, како обвинуваат. Сето тоа е некако страшно за гледање, страшно е да се живее на овој простор и ако не се смениме, ако не почнеме да се менуваме за што треба да се менуваме, нема перспектива, ќе биде многу тешко. На крај на краишта, оваа, би рекол, монструозно голема администрација, која сега по некои информации што ги добив е 170.000, па 170.000 работат во јавна администрација. На милиони и пол народ. Кој ќе ја храни? Кој ќе ја храни таа администрација? И дали ни треба толкава администрација? Така што, ако има некој совет, под итно тие реформи, изборни реформи да се донесат и да почне да се оди како што треба. Така. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам. Ни беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.